Така, се враќаме во студиото, минути предвидени за следниот разговор. Мој денешен гостин е универзитетскиот професор и поранешен пратеник Рубен Земон. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Рубен, најдов. Професоре, можеби на самиот старт би можеле да поразговараме или да ги изанализираме последните актуелни политички случувања, да ги наречеме актуелни предвидливо непредвидливи состојби пред изборите на есен, особено она што се случува во владината коалиција. Вчера имаше извршен комитет, владеачката ВМРО-ДПМН најавија дека ќе предложат нови кадровски решенија по одлуката на коалициониот партнер Арбен Таравари да ја напушти владата. Како гледате на сите овие случувања, особено пред оној предизборен период кој што не очекува на есен? Па нормално се ближат изборите во октомври, најверојатно локалните само, можеби се претпоставува може да има и парламентарни, иако мислам дека мали се шансите за тоа. Меѓутоа полека тензиите растат, се очува барем владината коалиција со реалноста. За жал не само тие, него и целата држава, сите граѓани живеевме во еден сон на гордост, нели, а реалноста е сосема друга. Мислам дека Таравари и неговата политичка групација, се не знам дали политичка партија се уште нема регистрирана, така ли? Меѓутоа се свесни дека со ова владина коалиција не може да се напред ако не е добро трасиран европскиот пат. Значи тоа е сосема јасно. Никаква идна Македонија не може да биде перспективна свет ако не се држиме према европскиот пат, а таму се знае дека треба да се направат сите тие уставни измени, меѓутоа и другите задачи што ги имаме од така наречениот, нели, тоа е одлука на Европскиот совет, нели, како што е дадено од 27-те членки на Европската унија, иако каде се некој француски предлог, меѓутоа јасно е дека треба да се направат уставните измени. Тараварија тоа ако го кажа сосема јасно, ги кажа сите лидери на ВЛЕН дека ќе му се даде рок на владата. Остава простор 6 месеци, па уште 6 месеци. Меѓутоа јасно дека ова влада на Мицкоски нема намера воопшто да, нели, измислува некакви работи за одложено дејство, како да Брисел нас од вајне чека да, нели, да одиме таму и кога све тие начи не исполнат. Во суштина и тоа уставните измени несување на овие 7-те заедници во уставот, тоа не е некоја голем политички залог за било кој. Многу поголем залог беше, нели, прашањето со Грција и дополнувањето со географска одредница на името на државата, така што сосема непотребно се спинува работите не само ова година, меѓутоа и пред да дојдат на власт, се направи голема тензија, се дигна голем балон и тој балон полека, нели, меурот пука. И секоја пука балонот се спуштаат на земја, овие, нели, политичките актери и гледаат дека во суштина не води никаде ова политика што се води последните годините. Вчера беше година денот кога, нели, председателката дојде Силјановска, така една година од кога е на функцијата. Нели, меѓутоа јасно е дека ова влада нема, барем не гледам перспектива. Многу трагично беше за мене лично пред некој ден кога и Крис Павловски тука дојде и ја освести македонската јавност дека и околу тој периметрот на Трамп, нели, дека ништо владата тука не може да очекува. Мислам дека беше голема шлаканица за сите подржувачи на владата и веројатно тие владата ја знаат таа ситуација, меѓутоа постојано, нели, спинува некои содржини на кои што, нели, полека да кажеме невистините, да не кажам лагимча невистините, се разоткриваат и доаѓаме до една ситуација реална. И мислам дека овој потек на Таравари, неговата политичка групација е сосема на место и на време, бидејќи треба да се, нели, сосема коректен, или кај албанците влада е тоа правило на беса, нели, зборот е збор, беса е бес. За жал ова партија која што и групација што излезе од беса, не знам дали баш го одржува зборот, тие рекоа исто и пред граѓаните и пред дипломатите што беа пред изборите дека сите тие ќе бидат, нели, да тоа да се направат уставните измени. Меѓутоа гледам дека тој другиот дел на коалицијата ВЛЕН нешто ги заборавија. Тоа што и обеча на дипломатите, нели, пред да дојде владата и тоа што кажува во албанскиот електорат дека ќе има уставни измени. Исто е поголем притисок од тоа што се случува
нели во Албанија. Албанија гледаме многу напред чекори према европскиот пат, не 2030, мислам 2027 Албанија може да постане рамноправна членка на Европската Унија и тоа прави голем притисок кај албанскиот електорат и нормално тоа може да има многу други последици и влијанија и во Македонија, ако таквото брзо интегрирање на Албанија во Европската Унија. За жал ние остануваме барем со ова без европскиот пат, без перспектива, па дури мислам и во таа интеграција кај што имаше некои си, да кажеме, кулуарски дека 3 земји ќе влезат бргу, тоа беше Црна Гора, Албанија, Македонија. Во пакетот кога бевме, меѓутоа меѓутоа се дека место Македонија ќе биде Молдавија, така што и во тој, да кажеме, и во таа група кај што требаше и бевме лидери, нели како Западниот Балкан, преводници за европска интеграција, гледаме дека и тоа го пропуштаме. И за жал влегуваме, а тука бевме на гостување пред неколку месеци, влеговме во таа група каде што не сме заедно со Босна и Херцеговина и со Косово. И тоа е, наистина е, да кажеме, многу неба светла иднина за нашата земја. Во делот на случувањата во Албанскиот блок еве овие прегрупирања, она што рековте, нели одлуката, последната одлука нели на Арбен Таравари да настапи на локалните избори со своји листи и сега веќе покрупниот чекор и да излезе нели од владината коалиција. Добро, имаше неколку политички салта во нели во целиот овој политички моментум, меѓутоа од друга страна неговиот доскорешен коалицијски партнер од БЕСА што споменавте, Билал Касами, неодамна во интервју пак рече дека очекува изголемување сега на владеачкото мнозинство. И тоа многу скоро. Па добро, тој може да биде и оптимист, меѓутоа реално на што би го базирал тоа? Нели, на европска иднина што државата ќе оди или да што на осипнување електоратот, нормално тој играл началник на Тетово, го очекуваат избори и мора така да зборува, иако реално кажеме. Може би отсуството на вице-премиерот за добро владење од една страна, Арбен Фетај, и на претеникот Сулејмани од партискиот огранок на Таравари. Па добре, се не би влегувал во некакви тамо нивни политички комбинаторики и математики, меѓутоа генерално онага како што стојат големата слика и големите пораки. Ја ги коментирам сега тие ситните партиски, не знам, математики или рокади, преместувања сигурно ќе има и ќе има изненадувања. Добро, не се баш ситни вице-премиер плюс и пратеничко место, сега малку ги изместува математиките во или повторно ја мислам дека ќе има голем проблем во парламентот кој се за тоа разговараме, да се обезбеди бајентеровото мнозинство, што исто е, да кажеме, една голема придобивка, да кажеме, што ја доби албанската заедница Македонија и тоа веќе влегува под знак на прашање дали е функционално. Ја сум неколку пати сум се во јавноста и сум пишал научни трудови дека тој бајентер некојаш не функционирал реално, значи во сите овие, кажеме, колку е 20 и нешто години, никош не се случило да еден закон се забрани или да не влегува, бидејќи немал бајентерово мнозинство. Значи никош не се случило, беше пред тоа нели се договарале работите и се пеглале сите, да кажеме, нијанси, за да нема со бајентерово мнозинство се стопира. Не знам дали граѓаните веќе знаат што е тоа бајентерово мнозинство, тоа е двојното гласање или во парламентот, каде што ако нема половина од пратениците на сите заедници, нели сами зборуваше дека дели од помалите, да кажеме, помалобројните заедници би се ова, што мислам дека може би има разговори, не знам сега, ако за тие комбинаторика тоа се обезбедува, меѓутоа тоа ќе биде тенко. И повторно ќе биде, да кажеме, дишење на шкрги или пациент во кома, само да се одржува во живот, а не по тој главниот пат на кој што Македонија треба да оди према Европската Унија. Имаме прилика, кошта ќе дојде денојве. Утре веќе доаѓа кај нас од големата иако тоа што го најави предпоставка на Западен Балкан за Македонија не беше бас нешто, да кажеме, оптимистички, што ќе дојде, така што имавме и реакција од министрот на дворешни работи од Норвешка за тоа, меѓутоа тоа е реалноста. Нема што да се бега, треба да се соочиме со тоа дека европскиот пат ние на некој начин сами си го ставивме ембарго овој пат ние самите на европското, а да не зборувам за економска ситуација, значи никакви, да кажеме, јас барем не гледам економски политики да може да се стопира
ова инфлација, овој раст на цените, а гледаме дека и се понезадоволни се работниците и синдикатите и не се наоѓа некое си решение. Така што генерално големата слика е таа. Сега овие вие малите комбинатори, нека се и големи комбинатори ќе не е проблем. Тоа е сепак во сферата на математиката, не е во повеќе на политиката. Сепак политиката треба да има политики да се водат, кои што треба дали на тоа што е обечено на предизборните кампањи, на тоа треба да се одржуваме. Ајде, гледаме дека нема тоа нешто многу. Евроинтеграциите ги споменавте како клучна и декларативна заложба практично на сите политички партии, меѓутоа генерално она што е камен на сопнување се исполнувањето на домашните задачи, на кои што многу пати досега меѓународната заедница па и во конкретните извештаи нотираше проблеми во делот на уставните измени, една од клучните забелешки, потоа борбата со криминалот и корупцијата, така голем дел владење на правото и така натаму. Нешто што навистина треба да биде исполнето за да се направи некој исчекор. И сега ние останавме некако чекор назад, особено по овие давања и пролонгирање на рокови, но конкретно не видовме ништо да се направи исчекор. И во делот на уставните измени кои што првично беа посочени како една од најкрупните задачи за земјава. Значи, борбата с корупцијата не е само Македонија, да се разбереме, тоа е во цел Западен Балкан. Значи, во Албанија тоа не е решено. Да, меѓутоа направија исчекор, има ветинг, па направија некој одреден... Имаме исчекор, Сашо Мјалков е во затвор, Роце Камчев во затвор, че дека нема во... Значи, тие, кажеме, големите риби, водоводнице, кажеме, се на некој начин санкционирани, са некој не се, некој се избегани. Во секој случај, некој се наоѓа во Будимпешта, некој се наоѓа во Албанија, не знам каде и така натаму, избегани се. Меѓутоа, борбата се трае. Меѓутоа, ние, знаете, понекогаш сами тоа го претенцираме поради политичкиот маркетинг да го направиме, а нека нема корупција во Црна Гора. Црна Гора, каква корупција таму имала, и кој се го реши. Значи, пред година дена имаше неколку апсења, големи апсења. Имаше кај нас, нека нема и ки има, веројатно, и значи, таа борбата со корупцијата. Жалосно е што кај нас првата антикорупционерка е, че гледаме има проблеми со законот и тоа е исто многу негативно. И сега се прашање кој ја носи одговорност зашто такви членови сме избрали во Комисијата за антикорупција. И тоа треба да го поставиме некако прашање. И нормално јас мислам дека невладиниот сектор кај е премногу слаб, премногу тенок, значи во сите, да кажеме, европски земји, невладиниот сектор е тој што ја брка антикорупцијата. Кај нас не гледаме ка многу слаб е, или се некаде политички наклонети или понекогаш само брка некакви си проекти без евалуација да имаме тие проекти, меѓутоа тоа да кажеме активизам е многу слаб. А мислам дека тоа треба да биде. И гледаш што се случува во Србија. Студентите се дигаат, постојано има борба, значи не се оставаат, бараат подобра квалитет на животот, бараат владење на прави дека натаму, гледате и до Страсбург, дојде до Брисел, одат студенти со, не знам, пешки, со точаци, така натаму, постојано и има, значи тој активизам и кај нас некако слаб, кај нас некако све тоа, да кажеме, некако оставаме грижата на другиот некако да се тера, а сето и е стихино, или не е ни стихино, нешто што се мене не организира, по некои спонтани револти имаме, од граѓаните, меѓутоа тие што треба да ја водат, да кажеме, активизмот граѓански, гледаме дека се на некој начин пацифизирани или се можеби влезени и тие во некои си политички калкулации дека натаму и сето тоа е во некоја стихија. И за мене тоа е поголем проблем. Значи ние не само што борбата за корупцијата ја идентификуваме, ние немаме механизми, не само институционални државни, немаме механизми општествени во општеството да тоа на некој начин го ја пробудиме свеста и да тоа профункционира како што треба. Владење на правото исто мислам е еден од проблемите. Гледам реформската агенда. Треба да се прави, че и тоа некако, не знам, е стопирано или не функционално, све нешто има некои пречки, меѓутоа пак и тоа вие кажавте дека главната работа на која што ние треба да се ослободиме да го ослободиме патот е да ги направиме уставните измени тоа што треба да се направат
и да се положи понатаму. Значи веднаш чим ги направиме уставните измени ќе се бидеме ќе ги започне преговорите, а ја мислам дека поготово со време сме биле лидери во реформите, значи не само антикорупцијата, во сите други реформи. Нели на време сме имале така наречен како беше тоа, преговори од високо ниво, нели, или кога бевме блокирани од Грција, значи сите тие реформи ние голе долу сме ги направиле. 80% ние и сега кога направиме кога споредба, ние сме и пред Црна Гора и пред Албанија со реформите. Знаете, и ако утре започнат или не знам за некој месец започнат продолжат преговорите, ние брзо ќе ги престидиме Црна Гора и Албанија. Јас сум за тоа убеден. Меѓутоа, ете, не знам на кому одговара да поради една небулоза, нели, што ја дигнавме балонот толку многу поради да ги ставиме уште неколку заедници во преамбулата на уставот, добиваме нешто вакво. Председателот на Европскиот совет ја стартуваше турнијата на Западен Балкан од Белград, утре во Македонија, ја завршува во петок во Тирана. Испрати порака за регионот проширувањето бара меѓусебна доверба. Меѓутоа, каде ние сега ќе се најдеме во целата оваа слика? Споменавте дека еве Албанија и Црна Гора веќе прават исчекор, очекувано е дека до крајот на 2029, барем според најавите на Европската комисија, да бидат подготвени за членство во европското семејство? За жал тие ќе го направат тоа. Не само поради нив, меѓутоа и поради тоа што и самата Европска унија си постави критерија дека мора да направи проширување. Поради конфликтот со Украина и што се случува во Украина и сета таа заложба и тоа што нели на време Франција го стопираше 2019 нели процес натаму, значи нешто мора да покаже, поготово фон дер Лајен треба да покаже дека навистина нешто успеа, барем уште неколку членки да влезе во Европската унија и тие прават притисок. Тој притисок не е како притисок, тој е притисок и во средства, во инвестиции, така натаму, и тоа е одлично, значи вие денес како појдете Албанија и видите каква таму инфраструктура има и како тоа или градот Тирана како се развил и тие барем ние што сме биле во Албанија или пред 20-30 години, зашто тоа е еден огромен како Дубај, како не знам, како Баку, тоа е еден огромен развој направен и така натаму. Така што сето тоа е одлично што регионот барем Црна Гора и Албанија ете така бргу одат, веројатно тоа ќе не повлече и нас. Да се освестиме, да ги заборавиме некои теми од 18-19 век. Сепак живееме веќе во втората, да кажеме, во вториот квартал на 21 век, сосема друго е, луѓето зборува за вештачки интелигенции, за други сосема технологии, современи технологии, нови технологии, така натаму, и дека ние ако не го фатиме тој чекор, начин не снема како граѓан, како начин не снема. Ние се гледаме дека се поголем број на нашите млади се иселува, никој ќе не сака да живее во бидејќи нема перспектива, значи никој не би работел. Евроскептицизмот се поголеме, меѓутоа сакам да ве прашам. Ама скептицизмот е поголем за некој прашања што се тука внатрешни поради идентитетски работи. Кои што горе долу се решени идентитетските работи, а младите не не одат во Европа. Значи, ете јас моментално сум некој студентски представ во Унгарија, често да ми во Словачка и во Чешка. Значи таму имаме голем број на македонци во Словачка, кој што огромен број имаме на македонци кои што работат во фабрики, во погони, во граđevine, каде не сега да работат кај нас веќе младите. Значи никој не сега да седи тука. Не само поради патата и поради другите нели погодности што ги дава современиот свет дека натаму. Значи ние остануваме, не знам како да кажам, така изолирани од стаклено звоно во еден балон нели на кој што сосема некои тривиални работи ги ставаме во приоритети во агенда, а не тоа што треба. А тоа што треба е да имаме развој, економски, инвестициски, генерацијски развој, така натаму. Еве и последната најава за 6 милиарди евра инструментот за реформи и раст за Западен Балкан, дел ќе има нели за Македонија, меѓутоа повторно се врзани со исполнувањето на реформите. Значи, така, ако се исполнат реформите, ќе има нели и финансиска помош. Реформите тоа што преговорите, значи ние мора да отвориме член по член, нели. И нормално ќе ги направиме реформите. Со тоа кога ќе се исполнат реформите, тие нормално
инвестиции ќе се дојде, ќе се нормално, тоа е природна работа, значи не е тоа нешто некој голем баук. Значи ние сме завршиле голем број на тие реформи, само сега треба да помине процесот на преговори, да заклучат нели преговарачките тимови дека тоа е завршено и тоа е тоа, значи нема што сосема мислам како да кажам, дојдени сме пред финишот и поради некоја си тривијална работа, поради некој си, да кажам, умови на некој си од 19 и до 18 век ние заглавуваме. Мислите ли дека можно е заедничко решение за уставните измени? А што е проблемот? Значи, одложено одействување на уставните измени, па ти че си ги изгласал дали сега или дали после, не знам. Со која динамика, во која временска рамка вака смитате дека треба тоа да се направи? Дали има воопшто изглед за тоа да го направиме, за откочување воопшто на целиот процес? Значи, кажам генерално, внесувањето е тоа некој кој внесување на бугарите граѓани на Македонија. Значи тие не се бугарски граѓани, тие се граѓани на Македонија што се заснуваат за бугари, нивно човеково право кој се заснува, така ли? Внесувањето на тие граѓани и на хрвати, црногорци, словенци, египчани и евреите, тие се граѓани Македонија плаќаат даноци тука, не те го врзиме со македонско-бугарскиот спор што има други прашања. Бидејќи тоа е граѓанско право на граѓанин во една земја, кој не треба да биде дискриминиран поради тоа што тој се изјаснува. Значи ние имаме проблем, пак ќе кажам, со Копенхашките критериуми ако ние не ги ставиме бугарите во уставот. Значи тоа нема врска дали македонците во Бугарија. Мислам, таму е проблем, не ека не е. И тоа треба се тука, ама не треба ние да го врзуваме бугарите во Македонија со македонците во Бугарија и да бараме реципроцитет. Тоа е сосема непотребно тривијално прашање. Ако ти ги дискриминираш египчанецот, бугаринот, хрватот, словенецот, дека натаму тоа што така се изјаснувал, ти имаш проблем со копенхашките критериуми, а дискриминирани се нема така што ние сега да измислуваме. И имаме извештај многу пред францускиот предлог каква е ситуацијата. Така ли? И ние тоа треба да си го решиме. Тоа е сосема, да кажеме, сосема една природна работа која што а ние немаме проблем со преамбулата, ние во преамбулата имаме колку се таму 7 заедници. Па Хрватска ги има 24 заедници во преамбулата на уставот. Нели да не зборуваме други земји, па не сме ние баук, не сме ние уникатен примерок за тоа дека ние ќе сме да правиле најзагрозената нација, најголем притисок се прави. Тоа се баоци, не знам како да кажам, ментални склопови на луѓе кои што не ги познаваат работи. Значи само треба да завршиме таа работа, да ги внесиме. Дали ќе тоа одложено дејство кој ќе биде во Европска унија, тоа нема никаква врска за мене. Значи кој ќе ги ставил се, што е битно, што ете после ќе ги тргаме ли? Значи нема логика така ли, ќе се ги ставил и треба да се стават поради нас, не поради Бугарија или поради Брисел. Поради нас ќе ги ставиме. На крај хрватите, нели, македонците се во хрватскиот устав, така ли? Ете реципроцитет зборуваме. Па Хрватска ги има стана македонците во уставот. Ти што не ги ставаш хрватите во уставот, че толку реципроцитет го бараме. Значи не е прашање реципроцитет, тоа е прашање човекови права на граѓаните на држава, да не е дискриминиран, да не е исклучен и така натаму. Зашто да се учи бошњачки и српски, да се учи хрватски јазик или црногорски, така ли, хрвати и црногорци во тие колективни права и многу други прашања што е цел пакет е тоа на колективните права. Значи тоа да се реши, тоа може да се реши за месец-два дена. Значи никаков проблем, кога денеска решат, донеса политичка одлука, да го решиме, тоа ќе се реши. Сега што ние преговараме и бараме нешто невозможно наша дипломатија, значи никој тоа нема да го попушти, дека че имаме одложено дејство. Значи тоа никаде не важи таква работа, одложено дејство, а да не кажеме како менувале устав и Хрватска и други земји за многу поголеми работи. Значи Хрватска остапила територијални води на Словенија, така значи многу поголеми прашања кога влегуле во Европска унија ги решавале, голталек негли па го преминале тоа. Ние че сме ги ставиле во преамбула 6 заедници, голем проблем не било, а сега ги имаме 7. Или прашање, зашто пак да се бошњаци, да се хрватите или црногорците кои што доаѓаат од иста земја, така ли? Од рецесијата на Југославија. Тоа сите беа конститутивни народи, и хрвати, црногорци, и тоа беа муслимани, не беа бошњаци, и срби така натаму. Се ние имаме срби и бошњаци, немаме црногорци, хрвати и словенци, па по кој основ е тоа? Значи да размислуваме вака, ако ние сме наследници на една земја, бидејќи така и во нации се водиме како наследници на Југославија, и во таа Југославија 6 народи беа конститутивни, ние се исклучивме 3, ставивме само 3. Па кој го дал нас тоа право? Значи, дај размислуваме
малку конструктивно работи потемелно. Така ли? Значи не е само бугарите во прашање. Со бугарите сосема исто тешко прашање, меѓутоа ние не само сега, ние бугари од сите пописи наваме да видиме од 48, 51, 61, кога секогаш сме ние тука бугари, околу 3000 бугари во Македонија, што е тоа проблемот? И дај да го решиме тоа. Евреите, зарем треба ние за евреите да дискутираме дека не треба да биде во преамбулата на уставот? Па мислам, сме ги истребиле сите евреи, така ли отишли, не ние, нели ги зеле во Треблинка, ама ние тука постоела еврејска заедница и не е само прашање, религиозно прашање евреите. Евреите имат и малцински права, не само религиозни права. Така ли? И многу други прашања што треба да се направи. Египчаните ги има во Косовскиот устав, египчани ги има во законот за заштита на заедниците во Албанија, во Србија. И што само кај нас се проблеми. Целото движење египчаните почна од Македонија, од Охрид и Струга. Значи, нема што тука да ние премногу филозофираме во наводници, бламираме и измислуваме нели некакви сосема нови методологии, само поради тоа што не сакаме да ги внесеме овие 6 заедници во преамбулно, а го кочиме патот на Македонија во Европската унија. Значи, ете, мало и по-чисто и појасно дека гледате дури Америка со Кина седнува на маса, ги ја спуштаат, тоа да не зборуваме Америка со Европа. Значи нема такво да кажеме веќе некакви несогласувања меѓу Брисел и Вашингтон, значи ќе се оди понатаму напред и ние мора да се приклучиме со побрзо во Европскиот пат. Ако сакаме, тоа може да го решиме ние, доека не се распушти парламентот, ние тоа може да го решиме. Затоа што знаете, нов Мински совет ќе има таму во октомври, во ноември, ако ние пропуштиме, имаме избори во октомври, ќе се распушти собранието некаде кога ќе би, или нема ќе се распишат изборите некаде во не знам во август или во јули, значи ние имаме сосема доволно простор да тоа го завршиме до некаде до октомври месец и кога ќе имаме министерски совет да кажеме иако ние не сме ни зависни министерски совет, таму тоа пишува дека веднаш чим ги направиме уставните измени, веднаш преговорите продолжуваат, се започнати, продолжуваат преговорите. Само уште политичка волја да се најде. Па јас мислам дека ова чекор на таравари мало ќе ги освести, дека сепак треба да размислиме политички, не само математики да кажеме, него политички пораки, големите пораки, да кажеме футуристички малу, да има кај што е просперитетот на државата, што е национален интерес и тоа. Имаме ние расправа што е национален интерес, дали е Европската унија или гордоста ни е, и тоа треба да го разгледаме што е национален интерес, така ли? Така што јас мислам лично за мене дека Европската унија е национален интерес. А ова гордоста и сиромашни, изолирани во еден балон стаклено звоно, мислам дека не е наш национален интерес. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на вчерашната седница на АФЕД во Европарламентот порача дека ЕУ досега имала недостиг на волја за проширувањето и долгогодишното чекање на Македонија во ЕУ чекалната практично го спореди со Украина. Ако чекаме, вели, да го започне Украина процесот на пристапување како што мораше да чека Северна Македонија, ние би ги започнале преговорите со Украина во 2045-та, вели Кос. Сега, пораката на Антонио Кошта, ќе видиме сега дали ќе испрати порака буквално Македонија да добие некој сигнал за излез од овој, да го речеме, европски ќорсокак. Меѓутоа, генерално пораката пак на комесарката за проширување Кос. Па добро, таа само дала некоја си незина анализа, значи ние пак ќе кажеме, тоа што се случи со Македонија е неправда. Сите овие години и со прашањето со името на државата и со блокираните Европска унија, неправда. Меѓутоа ние сме релативно да кажеме малобројна држава. Не сме мали, малобројна да кажеме. И не сме кој големе кажеме, и нашата историја секогаш било присвртување нели на големите интереси кај нас, меѓутоа историскиот контекст даде да ние имаме таа шанса да ова мало парче на земја да биде равноправна членка, ние сме веќе во НАТО, да биде равноправна членка Европската унија. И ние таа шанса треба да ја зграбиме, да ја искористиме. Знаете. И тоа што кажа Косет, тоа е така. Значи, меѓутоа ние не треба да живееме со минатото, да не се случило непријатно се да кога фудбал. Судите не досудил пенал. И што сега? Не досудил, играме понатамо, даваме напад, да дадеме гол, така ли?
Сега судијата 5 пати не судил пенал. Па не судил пенал, и што сега? Повторно треба да играме фудбал. Така да победиме, да се одбраниме дека натаму. Значи не треба да живееме со минатото. Да, а мислам дека Не, дали не е ова добра остава споредбата надеж за со некои Украина? барања за ЕУ гаранции оние што ги имаше или само ќе се бара испорачување на уставните измени она што претходно го говоревме за старт на преговорите со Унијата? Значи, ние имаме преговарачката рамка, имаме одлука на Европската унија, нас само ни треба уставните измени да продолжиме, не старт. Ние сме ги почнале преговори. Скринингот е завршен, имавме првата седница, нели, на како се каже тоа, на преговорите, ама втората седница ќе продолжи кога ќе немат уставните измени. Нема тука што многу да се да измислуваме, народно кажува на водници бесни глисти. Така што мислам дека не е добро споредба со Украина, сепак Украина сосема е друг проблем, сосема се други односи, дека натаму многу поголема земја е 25 милиони луѓе, сосема се други интересите. Сепак кажеме Украина била нели излезе од Советскиот сојуз, па сосема се другите односите со Русија дека натаму, а ние имаме сосема други сосема друга историја, сосема други се околности дека натаму. Неправда има и према Украина и према Македонија, тоа е точно. Меѓутоа, неправда и према Босна имаме неправда. Има ли или не знам да споредува со било која земја. Неправда има, ама ние треба да се бориме. И нема друга што да сме диспонирани. Ова Марта Косе, мислам дека е една од по-оптимистичките и политички лидери, комесари што ја турка агента за проширување и голем пријател на Македонија и мислам дека ова израз треба да ја земе во склоп на позитивност, нели, за Македонија да влезе и да продолжи. Ова со Украина мислам дека не се постигне таму мировно решение, дека со Украина ќе биде тешко да продолжат со преговорите, поготово што гледаме и Унгарија, односно Орбан е прилично, да кажеме, против тоа да Украина ги продолжи преговорите, додека не се завршат војните дејства во таа земја. Така. Ви благодарам многу, професоре, за издвоеното време. Рековте на релација сте постојано надвор со многу професионални активности, но секако ќе имаме и во иднина теми за разговор. Се надевам за реализирани веќе проекти, особено и домашни задачи, кои што ќе го унапредат или барем ќе го одблокираат она што до сега го направивме на евроинтегративниот пат. Благодарам на вас на поканата и се надевам дека ќе се работуваме во иднина секогаш кога со Македонија сум отворен за разговор. Ви благодарам многу. Правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото.